денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Нелојалната конкуренција им задава најголем удар на тетовските таксисти покрај покачувањето на цените на горивата. Министерот за економија Кришник Бектеши смета дека од понеделник цените на нафтените деривати ќе се намалат. Пронајдено безживотно тело на 42 годишник во возило во близина на клучката за Желино. Во Тетово има речиси 400 диви таксисти, а само 40 на лиценцирани, тврдат од Сдруженијето на такси превозници. Токму нелојалната конкуренција им задава најголем удар овој период, покрај покачувањето на цените на горивата. За разлика од непријавените, лиценцираните имаат многу трошоци и давачки кон државата. Бараат инспекторите да излезат на терен. Нелојалната конкуренција дополнителен проблем за лиценцираните такси компании од Тетово. Веќе забележуваат намалување на прометот по поскапувањето на цените на горивата, што полесно би го надминале доколку во градот нема толкав голем број диви таксисти, вели председателот на Сдруженијето на тетовски такси превозници Зоре Томовски. Бараат општината да преземе мерки, во спротивно ќе бидат принудени да стават клуч на врата. Драстично се ударот е голем. На пред 3 дена состанок кој што беше во Штип одржан на Асоциацијата на таксисти на цела Македонија, можем да ви кажем дека негде околу 20-25 компании овој удар добро го осетиле и клучот го ставиле на врата. Така да веројатно и нас не чека на некој начин доколку нешто не се преземе на време. А преземањето секој во својата локална самоуправа да преземе само чисто од страна на градоначалникот да биде успешно инспекторите да излезат на работа, за да може да барем едно 30-40% да ga намалја дивото работа им. Затоа што можем да кажем слободно у Тетово, најдрастично е у Тетово од цела Македонија. У Тетово 10 години не е преземено ништо. Благодарение вчера, јас сум изненаден од овој градоначалник новиот, затоа што не прими љубезно. Проблемите ги кажавме кои што ги имамо највише у Тетово, а највише е дивото работење. Можем да ви кажем у Тетово дека негде околу 400 возила има диво што работа, а со лиценца можем да ви кажем дали има 40 или нема. Демек драстично. Од општина Тетово пак даваат рок на лицата кои вршат јавен превоз без лиценци со апелистите да ги набават и да почнат да работат согласно законот, пошто ќе казнуваат. Како знак на добра волја ќе им се остави простор на нелиценцираните такси компании да ги набават лиценците и нема да се казнува. Но веќе од следните месеци општинските служби во соработка со полицијата ќе започнат акција за соодветно санкционирање на сите превозници кои нема да работат согласно прописите и законот. По средбата со тетовскиот градоначалник на таксистите им било ветено и покачување на цените на услугите, односно 20 денари старт и 70 денари на километар, што треба да биде усвоено од страна на Советот. Министерот за економија Кришник Бектеши смета дека од понеделник цените на нафтените деривати ќе се намалат. Истакна и дека владата на седница донела одлука за ограничување на извозот на одделни стоки, со цел да се избегнат шпекулативни дејствија на трговците и производителите и за заштита на домашното производство, домашниот пазар и граѓаните. На барање на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, а на предлог на Министерството за економија, владата на седницата одржана вчера донесе одлука за ограничување на извозот на одделени стоки со цел да се избегнат шпекулативни дејствија на трговците и производителите и за заштита на домашното производство, домашниот пазар и на нашите граѓани. Согласно одлуката, од денеска 11 март, па наредните 10 дена е забранет извоз на следните производи: пшеница и наполица, јачме,
пченка, брашно од пченица и наполица, семе од сончоклет и масла од семе од сончоклет. Имајќи во предвид инвазијата на Русија во Украина и репрекусите кои што ова ситуација ги има не само на европските, туку и на светските пазари, можам да кажам дека сега живееме во една од најголемите светски економски кризи. На секоја влада приоритет е да го заштити стандардот на граѓаните и да одржи економска стабилност. Како резултат на очекувањата за настанување на сериозни пореметувања поради недостаток на стоки кои се неопходни потребни за производство, преработка и за животот и здравјето на граѓаните, Министерството за економија согласно Законот за трговија и предложи на владата да се изврши ограничување на извозот за овие производи кои ги наведов претhodно. Може да биде малце поскап од Србија, од другите не верувам дека е поскап и дизелот, но имајќи во предвид последната одлука што ја донесе РКЕ, се земат во предвид последните 5 дена од котациите во берзите и секако дека на таков начин на дневна база, пошто е измената сега методологијата на пресметување на сметките, се носи одлука за цените. Денеска во собрание најверојатно би требало да се усвои законот за ДДВ и законот за акцизи, а имајќи ги во предвид и вчерашните цени во берзата и цената пред 2 дена, јас очекувам согласно анализите од утре, а многу важно е да се наведе дека веќе од понеделник ќе имаме не поевтини цени од регионот, но значително поевтини цени од регионот. Шокантното поскапување на нафтените деривати уште еднаш докажа дека одлуката на владата е само обид за измама на граѓаните и без никаков олеснителен ефект врз домаќинствата. Реагираа од Алијанса за албанците за последните случувања околу поскапувањето на цените. Власта ги залажува граѓаните, итно ги намалува и ги зголемува даноците на горивата. Шокантното поскапување на нафтените деривати уште еднаш докажа дека одлуката на владата е само обид за измама на граѓаните и без никаков олеснителен ефект врз домаќинствата. Владата го послуша нашиот предлог за намалување на акцизата и ДДВ-то, но не го прифати целосно тоа што го предложивме, па денеска имаме ефект на драстични поскапувања. Ја повикуваме владата да ги прифати нашите предлози, акцизата на бензините од 22 денари да се намали на 15, додека на дизелот од 15 до 9 денари. Оваа сума треба да биде фиксна и не треба да зависи од движењата на берзата. Предлагаме да се намали ДДВ од 18 на 5%, а не на 10% како што предлага владата. Исто така вредноста на ДДВ-то треба да се замрзне максимално во цената од 28 февруари, што значи да не се смета за новите поскапувања кои би можеле да дојдат до берзата. Секој друг експеримент сериозно ќе им наштети на граѓаните и ќе има влијание и на цените на другите производи. Ќе биде бескорисно да се укине ДДВ за прехранбените производи, ако транспортот и енергијата поскапат за производителите. Историјата не учи дека во времења на кризи и конфликти популистите ги хранат луѓето со страф и гнев кон послабите. Истакна председателот Стево Пендаровски на комеморативната вечер по повод одбележувањето на 79 годишнината од Холокаустот на македонските евреи. Се навршуваат 79 години од депортацијата на македонските евреи во логорот на смртта Требlinka. Сеќавајќи се на тој ден на нашите сонародници, но и на сите жртви на нацистичките логори, секогаш повторно ни се наметнува прашањето како беше можен Холокаустот во ерата на разумот, во научно и технолошки најразвиениот континент на светот, меѓу дотогаш најобразованата генерација. Од бројните причини би сакал да издвојам 3. Прво, тоа е антисемитизмот што со векови тлеел низ Европа, каде што евреите во повеќе наврати се соочувале со погроми. Бегајќи од еден таков прогон, сефардите во 15-тиот век почнале да бараат прибежиште на Балканот. Втората е релативизирањето на моралните апсолути. Во 1882 година нихилистот Фридрих Ниче напиша Бог е мртов и ние го убивме. Тој ја изрази увереноста на неговата генерација
дека просветителството ја елиминирало можноста и потребата за поставувањето на еден стандард за тоа што е добро, кој бил објективно вистинит и независен од луѓето. Трето, барањето виновници наместо решенија. Само 30 години по овие зборови на Ниче, светот влезе во циклус на насилства и војни од дотогаш невидени размери. Популистите ги злоупотребуваа овие кризи за да мобилизираат следбеници и да дојдат до власт и моќ. Пронајдено безживотно тело на 42 годишник во патничко моторно возило во близина на клучката за Желино. Регистрирани неколку физички напади. Следуваат деталите од полицискиот билтен. Вчера во 16 часот и 30 минути полициски службеници привеле 35 годишен тетовец кој претходно се однесувал агресивно и се заканувал на неговата 29 годишна поранешна сопруга, а поради недоразбирања поврзани со нивните малолетни деца. Се расчистува и документира случајот. Денеска околу 7 часот и 30 минути полициски службеници лишиле од слобода 35 годишен гостиварец кој околу 7 часот во семејниот дом физички ја нападнал неговата 58 годишна мајка. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера исто така во 14 часот со судска наредба приведен бил 48 годишникот Тетовско Ново село за издржување на затворска казна, пошто тој бил спроведен во казнено-поправната установа Затвор Тетово. Вчера околу 17 часот и 20 минути приведени биле и двајца 23 годишници, двајцата од Гостиварски Градец, кои 20 на минути пред тоа го нарушиле јавниот трети мир во психијатриското оделение на Гостиварската општа болница Ферит Мурат, каде што биле во посета на пациент и се однесувале агресивно. Двајцата биле задржани во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Денеска пак во 3 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавено е дека на регионалниот пат Желино-Егуновце во близина на клучката за Желино на десната коловозна лента се наоѓало патничко моторно возило со германски регистарски ознаки и дека на возачкото седиште имало починато машко лице. Повикана екипа на Тетовската итна помош која констатирала смрт на 42 годишниот возач од Тетовска палатица без траги на насилство. Јавен обвинител, лекар по судска медицина и екипа од СВР Тетово извршиле комплетен увид, а неговото безживотно тело е предадено за обдукција. Вчера во 15 часот и 20 минути 50 годишникот Гостиварски Балиндол во СВР Тетово пријавил дека претходно неговиот малолетен син во Гостиварски трговски центар на улица Илинденска каде што работел, физички бил нападнат од колега. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. На 9 март пак во 22 часот во СВР Тетово пријавен е пожар кој настанал во сервис за бела техника во Тетовска Голема Речица, собственост на 44 годишникот ова село. Нема повредени лица во пожарот, а причината е само материјална штета во внатрешноста на објектот. Со интервенција на Тетовската територијална противпожарна единица, пожарот целосно изгаснат, додека вчера увид извршила екипа од СВР Тетово. Санкционирани 17 пречекорувања на максимално дозволената брзина на подрачјето на СВР Тетово во текот на вчерашниот ден. СВР Тетово со апел до возачите да ја прилагодат брзината според условите на патот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 8 до 20 часот спровеле контролни активности за брзина со која се движат возилата надвор од населено место. При контролата биле откриени и санкционирани 17 пречекорувања на максимално дозволената брзина, 9 во Тетово и 8 во Гостивар, од кои едно за повеќе од 70 км на час. На сите возачи прекршители изготвени им се поднесоци и ќе се соочат со законски предвидените парични глоби и други мерки, зависно од тоа за колку километри на час ја пречекориле брзината. Вчера исто така од 11 до 15 часот спроведена и контрола на возилата кои вршат јавен превоз на патници, претежно автобуси и комбиња, во рамките на која било утврдено дека едно возило од Гостивар имало неисправни сопирачки. Возилото веднаш е исклучено од сообраќај и ќе се соочи со законски санкции. Во контролата биле санкционирани и 9 други видови сообраќајни прекршоци, 5 во Тетово и 4 во Гостивар. СВР Тетово уште еднаш со апел до возачите да ја прилагодат брзината според условите на патот, посебно на автопатот Гостивар Тетово Скопје и навреме да ја проверат техничката исправност на возилата пред се оние кои вршат јавен превоз на патници. Со тоа ќе придонесат за нивна и за поголема безбедност на другите учесници во сообраќајот.
Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.